Утрински стихови од Библијата. 22 октомври. Затоа одете. Така одејки, направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух. Матеј 28:19. Овој евангелски налог е големата мисионерска повелба на Христовото царство. Учениците требало да ја продолжат својата работа во Христово име. Секој нивни збор и постапка требало да го насочуваат вниманието кон Неговото име, како кон оној што ја поседува таа животна сила, со која грешниците можат да бидат спасени. Нивната вера требало да се насочи кон оној што е извор на милоста и силата. Во Негово име требало да му ги упатуваат своите молитви на Таткото и тие би добиле одговор. Тие требало да крштеваат во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Христовото име требало да биде нивна лозинка, нивни знак на распознавање, нивна врска на единството, авторитетот за нивниот начин на дејствување и извор на нивниот успех. Во Христовото царство не смеело да се признае ништо што не го носи Неговото име и Неговиот надпис. Кога Христос им рекол на учениците: "Одете и во Мое име соберете ги во црквата сите што ќе поверуваат", тој јасно ја изложил пред нив потребата од задржување на едноставноста. Колку помалку раскош и надворешен сјај, толку поголемо ќе биде нивното влијание за добро. Апостолите требало да зборуваат со истата едноставност со која зборувал и Христос. Ние не знаеме на кој начин нашите деца ќе бидат повикани да служат. Може би својот живот тие ќе го поминат во кругот на домот. Може би ќе се вклучат во некоја од вообичаените професии. Или ќе станат учители на Евангелието во незнабожечките земји. Но сите се исто повикани да бидат мисионери за Бога, проповедници на милоста во светот. Тие треба да стекнат образование кое ќе им помогне да застанат покрај Христа во несебична служба.